Прилеп учебната година ја започнува со околу 130 првачиња помалку од лани. Од предвидените околу 800 настава ќе посетуваат само 664. Само во основното училиште Добре Јовановски се запишани 50 ученици помалку. Наставниците велат дека се премногу загрижени за овој тренд на иселување, затоа што секоја година бројката на ученици во класовите е се помала, а доколку продолжи вака, ќе мора да има и отпуштање од работа на наставниот кадар. Ние како директори сме загрижени заради оптимализацијата што може да се направи во паралелките и да се изгубат работни места на колегите. Кога се прави оптимализација, оптималниот број на ученици се става во една паралелка и тогаш се губат паралелките и остануваат наставниците без работа. Што во нашето училиште досега тоа не беше пример, ама од оваа година јас сум сериозно загрижена за колегите и за моето работно место и така. Наставниците сметаат дека ова е навистина сериозен проблем на кој што максимално треба да му се посветат институциите со системски реформи, затоа што во прашање била доведена иднината на државата. Сеопштиот хаос кој што владеел најмногу се чувствувал во образованието. Повеќето луѓе заминуваат странство не од тоа што толку не се финансиски спремни, од тоа што не функционира системот во државата. И мислам дека тоа е еден од главните причини. Здравство имаме никакво, образование во реформи кој што еден ги почнува, друг ги продолжува, трет нови почнува и така ние наставниците сме изгубени низ тие лавиринти што ни се наметнуваат и талкаме. Учебници имаме стигнато, не за сите одделенија. 6 одделение немаме учебници и 3 одделение нема учебници, а во другите одделенија по некои учебници се стигнати, за некои имавме од претходната година и тоа ќе биде тешко. Општината па како еден од обидите за стопирање на овој процес воведе бесплатен оброк за сите првачиња, стипендии за талентирани ученици и 20 стипендии за студенти од социјално ранливи категории. Локалната самоуправа се погрижи за прв пат да им обезбеди 664 оброци за сите првачиња, одвои од буџетот 3.800.000 денари, кои што се доволни за да имаат бесплатен оброк со здрава храна. Се однесува на награда, конечно воспоставување на определени критериуми како децата кои што се талентирани на нашиот град ќе бидат стимулирани иако со скромни средства, меѓутоа прв пат канализирано со правилници и се знае точно кои деца добиваат награди. Но според експертите, ваквите мерки нема да ги задржат граѓаните во Македонија. Без големи системски промени и зголемување на економската моќ, иселувањето ќе продолжи, а бројот на ученици ќе се намалува со огромна брзина секоја година.